Зголемена потребата за вода во летниот период, меѓутоа јавното претпријатие Водовод и канализација се соочува и со диви приклучоци кои дополнително нанесуваат штета. Има ли градот проблем со водоснабдување? Каква е состојбата со водоводната мрежа? Има ли Скопје доволно ресурси за сите корисници на вода? Во зимските месеци некаде потрошувачката на вода по глава на жител изнесува околу 500 литри, што е двојно повеќе од пропишаната потребна норма за водоснабдување во постоечкиот ГУП донесен од страна на градот Скопје, а што е можеби и тројно повеќе од европската норма која што изнесува некаде од 80 до 120 литра по глава на жител на дневна потрошувачка. Додека пак во летните месеци оваа потрошувачка ни расте за некаде 10 до 15% и се движи некаде околу 570 литри по глава на жител. Она што е битно да се напомене е фактот што во сите населени места и урбани и рурални приградски на територија на градот Скопје, согласно параметрите кои што веќе ги споменавме, испорачуваме иста и зголемена количина на вода до крајните потрошувачи, а некаде имаме аномалии, поготово во сушните месеци, што доведува до заклучок дека водата која што ја испорачуваме нерационално се троши, ако се земе фактот дека во зимските месеци немаме проблем со водоснабдување, поготово во руралните приградски општини, а во летните месеци кога испорачуваме 10 до 15% повеќе зголемена количина на вода, имаме проблем во водоснабдувањето и тоа не доведува до фактот дека имаме злоупотреба на вода. Точно е дека имаме и проблем со дивите приклучоци, ние постојано апелираме и се трудиме сето тоа да го минимализираме. За жал од мала, можам да кажам, група на несовесни граѓани, може да се случи, поготово во сушните денови, да имаме намален притисок во високите зони. Она што го правиме во моментов, правиме систематски акции за сепарирани делови на територија на градот Скопје, да превенираме и да пронаоѓаме вакви диви приклучоци, на кои што потоа им даваме рок од 3 дена да си го евидентираат нивниот приклучок и да влезат во системот за наплата на Водовод и канализација Скопје. Постојано се трудиме овој проблем да го решиме, но за жал навистина е тешко тоа да целосно го минимализираме. Периодов имаше и врнеж дожд. Што во теренските активности, како се соочувате со овој проблем? Имаше ли поплавени облици, можеби, во главниот град? Можам слободно да кажам дека сите атмосферски линии кои што ги поседува градот Скопје и предпријатието Водовод и канализација Скопје, бидејќи тие ни се предадени на нас на одржување, ни се проточни и чисти. Тоа одговорно го тврдам. Кога имаме огромна водена маса која што поготово во летните месеци знае да биде локализирана на едно место, може да се случи за краток временски период да наврне голема вода и да се направат нели оние вирчиња и така натака, меѓутоа све тоа се истекува. Може исто по нанос на ветар да застанат гранчиња, ливчиња на нашите сливници, практично да ги блокираат, но тоа не значи дека линијата не е како што треба. Нашите екипи секогаш се на терен, онаму каде што има застој од наноси на ветар, на лисија, гранки, ги чистат, ги санираат и немаме никаков проблем со тоа. Би сакал да потенцирам една аномалија која што ни се случи минатиот викенд. Тоа е опожарување на атмосферска канализација во населба Бутел. Навистина ние бевме изненадени. Дури не знаевме како да го напишеме соопштението кон јавноста за да не изгледа комично, бидејќи јас прв пат слушам некој да се дрзнал да запали атмосферска канализација. За жал во Скопје се случи. Опожарена ни беше фи илјадарка, цевка од атмосферска канализација која што се излева, која што би требало да ги собира водите од околните улици во Бутел и да ги излева во Серава. За волја на вистината веднаш ја саниравме и утредента целосно ја заменивме таа цевка, но сето тоа оди на штета на граѓаните и на самото предпријатие и на градот Скопје. И затоа повторно би искористил оваа прилика да апелирам да се превенираат вакви девијантни однесувања, бидејќи
не носат на никому добро. Не можам да разберам која е потребата некој да оштети цевка 3 метра под земја за да запуши некоја атмосферска линија која што може на него да му нанесе штета. Систематски пристапуваме секаде каде што согласно нашите можности, нели? Во соработка со локалните самоуправи и пред се со градот Скопје, онаму каде што сметаме дека имаме ослабена мрежа, постара мрежа која што треба да ја замениме за да немаме толку чести дефекти, тоа и го правиме. Изминативе 6 месеци имаме вложување од повеќе од 71 милион денари, зборам за завршени инвестициски циклуси. И тоа е навистина солидна бројка, ако се земе во предвид поскапувањето на било кој основ со кој што се соочува не само водовод и канализација Скопје, туку и граѓаните и сите останати правни субјекти. Се трудиме да ги рационализираме расходите и да се фокусираме токму онаму каде што сме најпотребни. Навистина можам да кажам дека сум задоволен од постигнатиот резултат до сега и во иднина ќе продолжиме да ги санираме сите овие потенцијални места кои што се потенцијални за дефекти, да ги санираме и превенираме. Неодамна ги презентиравте резултатите од финансискиот извештај за првите 3 месеци од годинава. Минатата недела имавме седница на Совет на градот Скопје, каде што беше презентиран првиот квартал од финансиското работење на водовод и канализација Скопје. Параметрите се добри. Јас сум навистина задоволен. Имаме добивка од 81 милион денари, зборам за првото тромесечие се однесуваат овие резултати. Споредбено со лани истиот период имаме подобар резултат за повеќе од 193 милиони денари. Она што посебно ме радува е што на приходна страна зголемивме за 6%, а на расходна страна намаливме за 30%. И тоа е навистина битен фактор и момент да се потенцира, земајќи го предвид, како што веќе споменав, сите поскапувања кои што не тангираат сите и правните и физичките лица. Наплатата кумулативно ја зголемивме за 14%, домаќинство 1%, стопанство повеќе од 35%, така да параметрите кои што до сега ги гледаме се добри. Највеќе не загрижува фактот што репроматеријалите кои што водовод и канализација Скопје ги купува за да ги вгради во нови фекални канализациони или водоснабдителни линии, ни се зголемени за 30 до 70%. И дополнително она што на вистина не загрижува, тоа е електричната енергија. Во моментов до заклучно со август сме стабилни, но од септември очекуваме по новите проекции најмалце да имаме 7-кратно зголемување на цената на електричната енергија и тоа ќе доведе навистина до еден, ајде да кажем, шок за финансиското работење на предпријатието. Најмалце што можевме да направиме е да ги зголемиме линеарно платите за 2806 денари на 1278 вработени, колку што имаме во предпријатието. Навистина ми е многу драго што успеавме да најдеме прво пари, бидејќи споменав приходната страна во првите неколку месеци ја зголемивме за 6%, што значи дека повеќе од 42-3 милиона денари имаме повеќе приходувано живи пари од она што сме проектирале и практично ние сме обезбедиле ова зголемување на платата, самостојно сме го обезбедиле да им го исплатиме на нашите работени. И нормално се гради во главниот град, значи ли тоа дека водовод може да одговори на сите нови објекти кои што се градени тука? Да, неколку пати потенцираме. За жал, хидролошката состојба, поготово во последниве 3-4 години, не е поволна. Имаме, можам да кажам слободно, дар од Бога, тоа е Рашче, кој што во моментов има некаде околу 3600 литри во секунда. 98% од потребите на скопјани ги задоволуваме преку Рашче 1 и Рашче 2. Останатите 2% ги задоволуваме преку бунарските подрачја Нерези и Лепенец, кои што даваат некаде во просек од 700 литри во секунда. Имаме капацитет да ги задоволиме сите потреби на скопјани, но она што е многу битно, а го споменавме на почетокот, е рационализацијата во потрошувачката на вода. Ако може било кој граѓанин во
некоја од земјите од Европската унија да користи и да живее со 80 и со количина на потрошена вода во тек на ден од 80 до 120 литри, Скопјани да имаат пропишана норма за потрошувачка на вода по глава на жител 250 литри, а ние во моментов испорачуваме 500 литри. Значи треба да малци и ние по свесно и рационално да ја користиме водата. Точно е дека имаме дефекти за кои што ни треба поголемо време за санација, меѓутоа тоа не е заради тоа што ние не сме одговориле на време за санацијата на дефектот, туку тоа е заради тоа што на таа улица поминуваат автомобили, огромни ископи мора да се направат за да се стигне до цевка и така натака, некои работи кои што навистина не можеме да ги предвидиме и да го скратиме временскиот период на санирање на дефектот за да немаме тука истекување на вода и губиток на вода, како што го викаме. И, како што споменавме повторно да кажам, за оние диви приклучоци кои што навистина се пред се некоректни за сите останати граѓани на градот Скопје кои што редовно си плаќаат и сервисираат обврски према предпријатието. Јавното предпријатие Водовод и канализација апелира до сите корисници рационално и совесно да се користи водата.